Македонија да се откаже од тврдењата за македонско малцинство во Бугарија и да декларира дека новото уставно име не е поврзано со територијални и малцински претензии. Ова е еден од условите на Бугарија за да не стави вето на преговарачката рамка за Македонија. Освен ова, Софија инсистира и на формулации за јазикот слични на оние во договорот за добрососедство, кој е потпишан на официјалните јазици според уставот на двете држави. Или пак да признаеме дека македонскиот јазик има корени од бугарскиот. Министерката Захариева по средбата со Османи и Димитров во Берлин откри дека источниот сосед не е подготвен се уште да одобри почеток на преговорите со Македонија, иако има мал напредок. Захариева бара и поинтензивна работа на историската комисија и исполнување на стратешки проекти. До момента обаче все още, въпреки немалкия напредък след около 5 часа преговори в Берлин, не сме в състояние да одобриме и да кажем да на преговорната рамка. Но работим активно и с германското председателство, и с колегите от Република Северна Македония за отразяване на оставащите изисквания на България в преговорната рамка, които са най-общо казано свързани с гаранции с одобрение на план за действие за изпълнение на договор от 2017 година. И бугарскиот министер за одбрана Каракачанов, како што пренесуваат медиумите, изјавил дека довербата на Бугарија кон Македонија е изгубена и единствено решение е писмен анекс на договорот за добрососедство. Во спротивно, како што вели тој, со било каков компромис, Бугарија не може да ја поддржи европската перспектива на Македонија. За разлика од експлицитните ставови на бугарските представници, македонската влада информира во позавиена форма. Го почитуваме и посветени сме на договорот од 2017 година, кој нуди рамка и инструменти за менаџирање на билатералните прашања. Убедени сме дека нашите три цели, грижата за националниот интерес и правото на самоопределување на македонскиот народ, нашата европска иднина и отворањето на пристапните преговори со прва меѓувладина конференција во декември и добрососедските односи врз основа на взаемно разбирање и почитување, не само што не се спротивни една со друга, туку се целосно компатибилни, велат од владата, и се заблагодаруваат на Германија за ангажманот во односите меѓу Скопје и Софија. За односите Македонија-Бугарија телефонски разговара и шефот на државата Пендаровски и германскиот председател Штајнмаер.